известување до јавноста представуваат денешното поднесување на кривична пријава против вработени во Министерството за внатрешни работи, секторот за внатрешни работи и УБК, односно АНАБА. Оваа кривична пријава е поднесена до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поради основи на сомневање дека пријавените лица се сторители на едно кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 1 и едно кривично дело фалсификување службена исплава по член 367 став 1 и 2, бидејќи именуваните во текот на 2019 година со злоупотреба на службената положба и овластување изготвиле исправа со невистинита содржина за лицата Стевовски Петар од татко Стевче и Стевовски Павел од татко Стевче, односно изготвиле безбедносна проверка која истата ја употребиле како вистините пред комисијата на МВР, каде именуваните Стевовски Петар и Павел беа кандидати за прием на полицајци. Врз основа на фалсификованата исправа, Министерството за внатрешни работи ги одби двата кандидати под изговор дека се сторители на кривични дела, за кое нема никаков доказ, ниту е поведена некоја постапка, ниту истите се повикани некогаш во Министерството за внатрешни работи или во друг државен орган. Овој реваншизам се однесува и се врши врз мене и мојата фамилија и моите деца од страна на во текот на сиве овие години. Јас како полициски службеник свесно, професионално сум се борел против неправдата во градот Охрид, независно која власт била на функција. И исто така напоменувам дека од страна на владата на Република Македонија со писмен акт сум известен дека треба да не се плашиме од никој граѓанин или од никој функционер во оваа држава и да покренуваме кривични или прекршочни постапки. Како резултат на моето професионално работење како полициски службеник, односно и како татко на двајцата Стефан, на двајцата мои синови Петар и Павел, јас во своето работење разоткрив криминал во Министерството за внатрешни работи, каде констатирав 210 фалсификовани царински декларации за моторни возила, кои што тогашните функционери истите ги регистрираа, дозволија да бидат регистрирани, односно да бидат оштетени граѓаните на Охрид со преку 2 милиони евра штета. Исто така, врз основа на таа моја информација и на моје барање за борбата против организираниот криминал, од страна на началниците на СВР Охрид бев шиканиран, навредуван, со поведување на повеќе од 20 дисциплински постапки, за што бев приморан да прогласам штрајк кој што би го приложувам, кој што го известија и медиумите, односно вестникот Дневник и телевизијата Телма. Исто така во своето работење, моите колеги, старешини, началници и раководители сум ги пријавив за одавање на службена тајна на граѓани, односно на криминалци. Исто така сум поднесол и оперативни информации за можни сторители на кривични дела, лихварство и изнуда извршени од страна на полициски службеници. Сум повел кривична постапка против полициски раководители на СВР Охрид заради кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување, а поврзани со избори 2014 година, кога истите спротивно на закон наредија блокада на целиот град, односно блокада на полициските службеници да не смеат да се движат и да ја бркаат својата работа. Исто така, како резултат на несовесно работење, односно пречекорување на своите овластувања и злоупотреба на функциите, поднесував прекршочни пријави и против командир во полициската станица Охрид поради нерегистрирано моторно возило во време траење од 5 години, кој што како прилог би ги доставувам двата платни налози, кои што до ден денеска не се реализирани, односно бидејќи бил функционер, службата не сакаше да ги реализира.
Исто така, поднесов кривична пријава против сегашните функционери Буџаковски Стефан, Серафиловски Зоран, Ефтимов Оливер, Недески Гоци, Смидевски Сашо и други, бидејќи го штетија буџетот на Министерството за внатрешни работи и буџетот на Република Македонија со преку 1 милион евра. Ова е таа кривична пријава која што уште е во тек во јавното обвинителство. Како резултат на нивните однесувања, незаконски однесувања, од нивна страна беше вршен мобинг врз мене, зашто има поднесено и тужба пред Основен суд Охрид, бидејќи именуваните во период од 1 година неосновано, односно ми монтира случаеви врз основа на кои што ми покрена 4 кривични постапки и 10 дисциплински постапки, кои што при расправа во јавното обвинителство и пред судот, истите се со ослободителна пресуда. Денеска, мојот случај со предметот мобинг се наоѓа пред Апелацијски суд Битола на одлучување по жалба. Сметам дека, бидејќи правдата во Република Македонија тешко стасува, дека сиве овие години се обидувам да ја добијам правдата, а таа правда се однесува на заштита на своите права, како и правата на граѓаните, приморан сум со правда да продолжам и преку амбасадите кои што се наоѓаат во Република Македонија.